До ВМРО ДПМН пристигнаа неколку прашања од политичкиот аспект, поврзани со прогласувањето на ванредната состојба и со ултиматумот од СДСМ за терминот за одржување на предвремените избори. Од македонската телевизија прашуваат што доколку останатите партии на лидерската средба се договорат за датум за изборите во јуни. Од Алсат е прашањето кој е ставот на ВМРО ДПМН парите кои во буџетот на државата се предвидени за политичките партии да се пренаменат за помош на граѓаните и економијата. Прашање од Канал 5. СДСМ бара избори 22 дена по ванредната состојба, што значи 21 јуни. Кој датум според вас е возможен за одржување на изборите? Дозволите ми да ви го изнесам ставот на ВМРО ДПМН. Почитувани, ванредната состојба се злоупотребува не за заштита на здравјето на граѓаните, туку за носење на уредби со законска сила, со цел да поминат буџетските пакети за подкуп, кои што Заев ги нарекува помош во пресред на можните избори. Продолжувањето на ванредната состојба беше барање на Комисијата за заразни болести, поради што, како што наведоа, заштита на здравјето на граѓаните, а вчера гледаме дека вистинската причина била токму носењето на уредби, како што признава и самиот Стево Пендаровски, со што се злоупотребува и Комисијата и нејзиното мислење. Организирано делење на пари во пресет на можни избори не е ништо друго, туку покривање на неуспесите во економијата со груб еднократен подкуп, казнив со закон. Од тука ги повикуваме и оние што ги подпишуваат уредбите да внимаваат што подпишуваат, а и оние кои што имаат намера да подпишат нешто што е незаконско, да знаат и да внимаваат што подпишуваат, затоа што ќе одговараат и целата нивна работа ќе биде предмет на ревизија. Со тоа што СДСМ упати ултиматум, избори или во јуни, или редовни во декември, покажа дека не име грижа за здравјето на граѓаните, туку се борат за што потесен пораз. Со ова им падна во вода и тврдењето дека биле за брзи избори, сега, затоа што на есен ќе имало нов бран на корона, кога тие бараат избори во декември. ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. ВМРО ДПМН е убедено во силна победа, ќе се бори првенствено за заштита на здравјето на граѓаните. Наместо солицитација на датуми за избори и притисоци врз Државната изборна комисија за неразумни кратења на роковите, СДСМ треба да се посвети кон заштитата на здравјето на граѓаните. Сето нивно однесување, освен несериозност, покажува дека се опасност и по здравјето на граѓаните и сакаат Facebook избори кои ќе бидат нерегуларни и некредибилни. Ви благодарам.